Дали изминатава година при патување во Европската Унија или во Шенген зоната ве сопрела гранична контрола? Ова ве прашувам бидејќи сонот за Европа без граници годинава е далеку од реалност. 9 земји воведоа гранични контроли бидејќи се плашат од илегална миграција и трговија со луѓе. Холандија е последна во низата земји кои ги контролираат пограничните области. Претходно ист потек направија и Германија, Франција, Италија, Австрија, Шведска, Данска, Норвешка и Словенија. Македонските граѓани при излез од државата на први вакви пречки можат да наидат при влез во Словенија од Хрватска или при влез во Романија од Бугарија. Овие две држави, иако влегуваат во Шенген зоната, сепак на одредени места во првите 6 месеци ќе ги задржат пограничните контроли. Контролите на бугарско-романската граница ќе се вршат по случаен избор. Ќе се контролираат оние возила за кои граничните служби ќе сметаат дека има потреба, односно полицијата може да ги побара потребните документи за престој и да одбие да пропушти некој патник кој ги нема. Некои од државите се соочуваат со проблеми да ги покријат пограничните области кои сакаат да ги контролираат, главно поради недостаток на персонал. Поред правилата на Шенген зоната, контролите можат да траат од 30 дена до 2 години. 30 дена доколку постои предвидлива закана за безбедноста и контролата може да се продолжи до 6 месеци. Ако има сериозни закани за внатрешната безбедност на земјата и закани од миграцијски текови, контролите можат да траат 6 месеци и да бидат продолжени до 2 години. Наспроти ова, Европската Унија се залага за примена на новиот систем за влез и излез од Унијата почнувајќи од 2025 година. Тој предвидува наместо удирање печати во пасошите, нивна електронска евиденција. Дел од земјите членки на Европската Унија се скептични за неговата употреба. Со Entry-Exit системот ќе се пререгистрираат сите влезови и излези. Предвидено е патниците од земјите надвор од Европската Унија и Шенген на кои им е потребна виза за кус престој, но и оние кои мора да ја поседуваат сами на одредени пунктови да ги скенираат личните податоци од пасошот, отпечатоците од прсти и сликите. Скенирањето ќе важи за период од 3 години во кој патниците повеќе пати ќе можат да влезат и да излезат од државите во Европската Унија или Шенген. Иако граѓаните на земјите од регионот стравуваат, ЕУ е со став дека овој систем ќе олесни контролата и ќе ја зајакне безбедноста. Системот, како што велат од Унијата, е направен за полесно да се следат времето и местото на престојот на патниците. Дополнителни недоумици околу слободното движење се очекуваат при примена на ETIAS системот, предвидена за втората половина на 2025. Со него за влез во ЕУ и Шенген ќе треба да се пополни формулар и да се добие дозвола за влез и да се платат 7 евра. Дозволата ќе важи 3 години. Сега визите за краток престој за деца до 6 години се бесплатни, а за деца од 6 до 11 години цената е околу 40 евра, за возрастни 80 евра. Одредени земји со договори за визни олеснувања или специјални категории на граѓани можат да платат 35 евра. Шенген зоната е воспоставена во 1985 година со договорот за укинување на граничните контроли меѓу Германија, Белгија, Луксембург, Франција и Холандија. По влегувањето на Бугарија и Романија, Шенген ќе биде составен од 31 држава и преку 440 милиони жители. Од минатата година, по првите погранични контроли, Шенген зоната не функционира како што беше замислена.